Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денеска ќе ви одржам час по природни науки. Овој час се вика темно е, светла кои ни помагаат да гледаме во темница. Овој час е дел од темата светлина и темнина. И ти на овој час ќе научиш дека темнината е отсуство на светлина, а исто така ќе научиш и да идентификуваш различни видови на светлина, вклучувајќи го и сонцето. За овој час ќе ти бидат потребни неколку малку чудни материјали. Една кутија за чевли, избор на различни предмети кои ги имаш во твојот дом, џебна светилка и марама за вразување на очите. Подготви ги потребните материјали и почнуваме. Сигурна сум дека знаеш што е ова што се врти. Точно, ова е планетата Земја. Таа постојано се врти околу Сонцето. Планетата Земја е многу голема. Постојат и други планети, но планетата Земја е единствената планета на која што има живот и многу држави на неа. Ако доближиме еден мал дел од планетата Земја, ќе забележиме едно црвено кругче или една црвена точка на неа. Оваа точка, ученици, е нашата држава. Значи, ова е Република Северна Македонија на планетата Земја. Можете ли да замислите колку е мала нашата држава во целата таа планета? На оваа слика е представен глобус. Глобусот е нагледно средство кое што им помага на наставниците и на учениците да ја проучуваат планетата Земја. На овој глобус се представени сите држави и положбата на самата планета Земја. Овде е прикажана планетата Земја и Сонцето. Дали забележувате дека едната страна на планетата е посветла, а другата потемна? Да, тоа се воочува. Оваа страна на Земјата е светла затоа што е свртена кон Сонцето. Оној дел од Земјата што е свртен кон Сонцето е осветлен и тогаш на таа страна на Земјата е ден. Во тоа време другата страна на Земјата е темна и тогаш таму е ноќ. Значи, овде е ден, а оваа страна што е како во сенка е ноќ и тогаш таму е темно. А ова е сончевиот систем. Во средината се наоѓа Сонцето. Околу него кружат сите планети, па и планетата Земја. Ајде да видиме како тоа планетата Земја се врти и како се менува денот и ноќта. Кога Сонцето свети на тој дел од планетата Земја, го осветлува и тогаш имаме светлина и ден. Од другата страна е темно. Дали го воочувате ова на оваа слика? Кога е ден, а кога е ноќ? Еве и тука исто така може да се забележи. Значи, светлината удира од едната страна на планетата, ја осветлува и на тој дел е ден и е светло, а додека на другата страна е ноќ и е темно. Сега е време за истражување. Ќе ја земеш празната кутија од чевли. На неа ќе направите мал отвор. Ќе ставиш нешто внатре. Ѕирни со окото во неа. Дали гледаш нешто? Што гледаш? А зошто ништо не се гледа во кутијата? Па затоа што недостига светлина. Оваа кутија е затворена и од ниедно место не може да влезе во неа светлина за да можеме да видиме што има во неизе. Меѓутоа, ако во кутијата ставиме светилка на батерија или џебна светилка, тогаш можеме веќе да забележиме дека
оној предмет што сме го ставиле во кутијата, ќе можеме и да го видиме. Значи, кога во кутијата немаше џебна светилка, беше темно, а темнината е отсуство на светлина. Кога во кутијата ставивме џебна светилка, веќе добивме извор на светлина и можевме да го видиме предметот. А сега да ве прашам дали некогаш сте влегле во пештера или во тунел. Верувам дека повеќето од вас минувале со автомобил покрај тунел, а некој може би влегувал и во пештера. Како се чувствувавте тогаш? Како се чувствувате навечер кога во вашата просторија е изгасена светилката? Во пештерите и во тунелите, како што забележуваме на овие слики, постојат светилки. Значи во нив се вградени светилки за да го осветлуваат патот и да можеме да гледаме каде се движиме. Во нашата соба навечер, доколку имаме улични светилки, може да навлегува преку прозорот светлината од уличните светилки. Па малку да ни ја осветлува просторијата. Може понекогаш просторијата да се осветлува и од одсјајот на месечината. Значи, навечер, доколку немаме никакви светилки, во собата ќе биде темница и нема да можеме ништо да гледаме. Што користат луѓето за да можат да гледаат навечер кога е темно? Ова е познатата светилка што сите ја имаме во домовите. Исто така и ламбите што ги ставаме обично покрај нашите кревети. По улиците надвор има улично осветлување, а забележуваме дека автомобилот што вози по улицата има вклучени светилки. Понатаму имаме и батериска ламба, евеа, или џебна светилка. За разлика од оваа светилка, што работи на електрична енергија, оваа светилка работи на батерија. Меѓутоа, и оганот е нешто што може да дава светлина. Затоа понекогаш, кога ќе ни снема електрична енергија во домот, палиме свеќа. Значи, запомни, кога ќе се стемни, нема светлина, затоа треба да користиме други извори на светлина за да го осветлуваме нашиот простор. Сега ќе ви прочитам една приказна за бувот кој што се плашал од темницата. И јас кога бев мала се плашев од темница, но подоцна сватив дека темницата не е страшна, тоа е нормална работа. Значи приказната Бувот кој се плашеше од темницата е од авторот Џил Томлинсон. Ајде да ја слушнеме. Не сакам да бидам ноќна птица, бувчето и рече на својата мајка. Темницата е грозна. Не го знаеш тоа, рече таа. Подобро прво да откриеш каква е темницата, па потоа да зборуваш. Види, долу има едно момче. Оди и прашај го. Бувчето, кое се уште не знаеше добро да лета, зеде длабок здив и летна надолу. Оф, викна момчето, кога до него бувчето направи салто. Здраво, рече малото бувче. Дојдов да дознаам за темницата. О, рече момчето, темницата е возбудлива, посебно вечерва, ќе правиме огномет. А мора да биде темница? Праша бувчето. Секако, одговори момчето. Нема да го видиш огнометот ако не е темно. И го праша мајка му кога се врати. А момчето рече дека темницата е возбудлива, рече бувчето плоп. Но мене се уште не ми се допаѓа. Но
но сепак сакам да го видам огнометот, ако седиш до мене. Ние ќе седиме до тебе, рекоа мајка му и татко му, и така и направија. Кога заврши огнометот, таткото Буф отиде на лов. Цела ноќ му носеше храна на Плоп, се додека не се раздени и тогаш легна да спие. Кога се разбуди, мајката го погледна своето Буфче. Плоп, мило, му рече, зошто не одиш пак да истражуваш за темницата? Оди долу и праша ја старицата што седи на столот. Плоп отиде кај старицата. Здраво, рече тој. Дојдов да ве прашам за темницата. Треба ноќе да одам на лов, но ми е страв. Нема потреба, рече господјата. Јас ја сакам темницата. Темницата е нежна. Навечер се сеќавам на старите добри времиња. Но јас се уште нема на што да се сеќавам, рече Плоп. Уште сум многу млад. Па го праша мајка му кога се врати на гранката. Старицата рече дека темницата е нежна, рече Плоп. Но мене се уште не ми се допаѓа. Таа ноќ неговите родители заедно отидоа на лов и Плоп ги затвори очите. Одеднаш слушна некаков шум. Заборави на стравот и дзирна помеѓу лисијата. Виде едно момче како седи до огнот. Плоп слета кај него. Здраво, рече Плоп. Дојдов да видам што се случува. Го чувам извидничкиот оган, рече момчето. Другите отидоа да си играат криенка. А ти се допаѓа ли темницата? Праша Плоп. Супер е, одговори момчето. Темницата е забавна. Ке правиме какао и ке си играме околу огништето. Сакаш да останеш со нас? Па и Плоп остана. Момчињата пееја и си играа, се додека не изгасна огнот. Потоа Плоп си замина. Па, го праша мајка му, каде беше? Сретнав момче кој рече дека темницата е забавна, но мене се уште не ми се допаѓа. Но мислам дека извидничкиот оган е супер забавен. Плоп, рече татко му, оди и распрашај се пак за темницата. Види, малото девојче долу, што ќе ти каже за неа. Плоп се приземи до девојчето. Здраво, рече тој. Дојдов да те прашам за темницата. Ти се допаѓа ли? Секако, одговори тоа. Темницата е неопходна. Без неа Дедо Мраз нема да дојде и да ни остави подарок во чорапот за Нова година. Но јас немам чорап за подароци, рече Плоп. Тогаш девојчето му даде еден. Еве, закачи го на елката. О, ти благодарам, рече Плоп и се врати кај родителите. Па, го праша мајката. Девојчето рече дека темницата е неопходна, за да дојде Дедо Мраз. Но мене се уште воопшто не ми се допаѓа. Ама сепак ќе го закачам чорапот на елката. Таа ноќ Плоп ги гледаше мајка му и татко му како отидоа на лов. Циркајќи низ лисијата, долу виде еден човек. Плоп слета долу. О, Боже, викна човекот, ме преплаши. Здраво, рече Плоп. Што правиш овде? Што ти е тоа? Телескоп, за да ги гледам звездите и планетите ноќе, рече човекот. А јас не ја сакам темницата. Навистина? Праша човекот. Но темницата е прекрасна. Ке ти покажам. Човекот му покажа многу звезди, планети и созвездија на небото. Плоп му се заблагодари и се врати кај родителите.
Човекот со телескопот ми ги покажа звездите, им кажа Плоп. Рече дека темницата е прекрасна. Тоа утро Плоп, како вистинска ноќна птица, заспа. Кога се разбуди, беше скоро мрак. Сега, кој е дневна птица? Викна во темницата. Плоп ги побара своите родители. Ги немаше. Мора да пропуштил нешто. Се исплаши. Плоп слета долу и виде една црна мачка. Здраво, рече мачката. Јас истражувам. Ке дојдеш ли со мене? Сакам, но се плашам од темницата, рече Плоп. Но темнината е убава, рече мачката. Дојди со мене и јас ке ти ја покажам ноќта. Времето на мачките и бувовите. Ке дојдеш? Да, ке дојдам, одлучно рече Плоп. Мачката и Плоп се искачија на еден висок покрив и го гледаа заспаниот град. Ова е мојот свет, рече Плоп. Најпосле, јас сум ноќна птица. Ова е само еден вид на ноќ, рече мачката. Има толку многу други видови, сите се убави. Ти благодарам што ми покажа. Сега морам да одам да им кажам на мама и тато. Добра ноќ, рече црната мачка, и многу убави ноќи. Плоп се врати на дрвото. Па, праша мајка му. Плоп зеде длабок здив. Малото момче рече дека темницата е возбудлива. Старицата рече дека темницата е нежна. Камперот рече дека е забавна. Девојчето дека е неопходна. Човекот дека е прекрасна. Црната мачка дека темницата е убава. А ти? Што мислиш ти, Плоп? Праша мајката. Плоп, трепкајки, ги погледна мајка си и татка си. Јас мислам дека темнината е супер. Тогаш Плоп одлучи да оди на лов заедно со мајка му и татко му. Леташе помеѓу нив. Ноќната птица Плоп. Дали ви се допадна приказната? Пувчето Плоп успеа да го преброди стравот од темницата. Тој свати дека таа не е ниту страшна, ниту опасна. Темнината си има своја убавина. А сега е време за игра. Ке ја земеш марамата што ја спомнавме на почетокот на часот. Ќе одбереш еден или повеќе партнери за оваа игра. На еден од играчите му се врзуваат очите со марамата. Другиот играч поставува еден предмет на некое место во собата и му дава насоки на движење на учесникот што е со врзани очи за да дојде до предметот. Откако ќе го пронајде предметот, си ги менуваат местата. Значи, сега, тој што барал, тој ќе крие, а тој што криел, ќе бара со врзани очи. Од оваа игра ќе воочиш колку тешко би се движеле во темнина. А имам и друга идеја за тебе. Може да си направиш и твоја пештера од некоја покривка, во која ќе биде темно и во неа ќе можеш да ја истражуваш темнината и светлината. Ќе ја оттргнуваш прекривката, ќе гледаш колку светлина влегува и како ќе ги гледаш предметите во неа. Можеш да користиш и џебна светилка. А откако ќе се изиграш, во твојата тетрадка ќе нацрташ некоја активност што ја правиш навечер кога е темно. Може на цртежот да има и светилки. Благодарам на вниманието.